во фокус денеска кампањата на УНИЦЕФ "Што има за јадење", кампања која што има за цел да искреира една поздрава средина, ако можеме така да кажеме, за децата. Многу повеќе ќе навлеземе во истата и верувам дека ќе ги отвориме очите на многумина кога станува збор за исхраната и за свесноста околу тоа што секојдневно внесуваме ние, а ние како пример се разбира и за нашите деца. Во студиото ги поздравувам и ви ги представувам професор доктор Игор Спировски, кој што е раководител на оделението за исхрана и здравствено-хигиенски прегледи во Институтот за јавно здравје, и Симона Мирковска, која што ни е представник од УНИЦЕФ. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Благодарам за покана. Симона, можеби би започнале со вас за тоа што УНИЦЕФ изминатиот период доминира, да речам, по медиумите на добар начин со оглед на тоа што е актуелна оваа кампања, за која што велиме можеби од септември натаму дополнително ќе се зборува, но што ве поттикна да се направи една ваква кампања, да се направат едни вакви истражувања за нутритивните средини во околу училиштата, да речам, и колку навистина проблемот со таа нездрава исхрана кај детската популација е навистина сериозен? Најпрво ви благодарам за поканата. Кампањата доаѓа од наодите на истражувањето кој што го спроведе УНИЦЕФ во сработка со Министерство за образование и наука и Министерство за здравство и секако со Институт за јавно здравје. И е инспирирано од едно многу едноставно прашање: што има за јадење, односно што има достапно на децата кога ќе огладнат додека се на училиште. Нели, многу често им кажуваме на децата дека треба поздрава да се хранат, но многу ретко се прашуваме што всушност имаат како избор и дали можат поздрава да се хранат. Во суштина, она што го покаже истражувањето е дека кога едно дете ќе излезе на мал или на голем одмор и ќе побара храна, она што со сигурност ќе го најде е се грицки, чипсови, соленки, сладки, значи ултра преработена храна и засладени пијалоци, но нема да најде здрава опција. Така да кампањата тргна од таму. Целта е да поттикнеме една јавна дискусија за тоа како можеме сите заеднички да создадеме поздрава училишна средина за сите деца. И еден од најважните први чекори кои што можеме да ги направиме е токму регулирање, односно забрана или намалување на продажбата и маркетингот на ултрапреработена храна и засладени пијалаци во и околу училиштата. Колку е сериозен, доктор Игор, проблемот? Ќе зборуваме можеби и за дебелината, затоа што таа е еден резултат на, да речам, често или секојдневно внесување ваков тип на храна или нездрави оброци, но колку е сериозен проблемот со оваа нездрава исхрана кај детската популација во нашата земја? Па ние проценките најчесто ги правиме преку последиците, она што вие го спомнавте. Ако ја видиме ситуацијата каква е кај детската популација во однос на зголемената телесна тежина и дебелината, нам ќе ни стане јасно дека имаме енормен проблем кој што ни се провлекува со, сега можам да речеме, со децении. Да. Затоа што ситуацијата не се подобрува. Ние континуирано следиме таа ситуација и се радуваме на секој мал зрак на некоја позитивна промена. И да речеме, во последното истражување видовме една мала шанса за еден тренд кој што може би се стабилизира во однос на зголемената телесна тежина и дебелината кај машките деца. Меѓутоа, таа промена на ниво на кое што се најдува сега зголемената телесна тежина и дебелината, значи на високо ниво, таа мала промена не е доволна. Ние мора, се надеваме дека во следното истражување ќе видиме уште други зраци, некој на надеж, таа мора да биде побрза и со поголем интензитет. Во таа ситуација гледаме изголемување на ризикот од кардиоваскуларни заболувања кај децата. Гледаме еден неповолен тренд на зголемена преваленца на определени малигни заболувања не кај децата, туку генерално кај популацијата, а знаеме дека исхраната е ризик за определен тип на болести кои што се од таа сфера, би рекол. Така, некогаш последиците се после 10-20 години. Така што ние, гледајќи ги последиците, мораме да видиме каде е коренот на тие проблеми и коренот на тие проблеми во однос на исхраната
е точно овде. Тоа е местото, училиштата, градинките, училиштата се местото каде што треба да почнеме да ги правиме промените. За подоцна тие да израснат во адолесценти, млади луѓе, па и возрастни лица кои што ќе следат определен образец, затоа што исхраната е само еден дел од сегментот на здраво живење. Меѓутоа е голем и важен дел, па бидејќи тие навики се започнуваат во раната детска возраст, би сакале заедно со УНИЦЕФ да направиме една промена која што последиците, пак ќе речеме, резултатите нема да ги видиме утре и задутре, и тоа е можеби проблем во јавното здравје, затоа што кога ќе почнете некоја активност не можете утре да го видите резултатот или задутре, меѓутоа има доволно докази во научната литература, во земји кои што спровеле тој тип на активности, кои што покажува дека со конзистентни мерки и политики во тој дел ќе можеме да ги жнееме, би рекол, резултатите за определен период. Споменавте позитивни примери од други земји. Тука на Балканот, ние пред малку зад камери споменавме дека немаме позитивен пример, дека до некаде ситуацијата ни е слична, но која може би вака некоја земја кај која што добро функционира и каков е примерот таму, како е тоа регулирано? Видете, рековте дека на Балканот не сме доволно, јас би рекол треба определена количина на храброст кај оние кои што сакаат да ги направат промените како општество. Не на Балканот, меѓутоа можеме многу блиску до Балканот ни е Унгарија, која што од 2011 година, тоа се сега 15 години, има закон, односно како да речеме, регулатива фискална, која што прави даночење на целата, ајде условно да речеме, нездрава храна. Во ваков форум можеме и тој збор да го потребиме. Значи се даночи повеќе, автоматски тоа ги поскапува производите кои што се ултрапреработени, како што беше спомнато, кои што се засладени, пијалаци, они кои што се во секојдневна достапност. И јасен е трендот дека е намалена потрошувачката на тие производи. Со текот на времето, трендовите покажуваат дека е намалена потрошувачката на тие производи. Позитивните примери од скандинавските земји, позитивните примери од Англија, да речеме. Земја во која што прехранбената индустрија е екстремно силна, меѓутоа сепак носителите на одлуки во Лондон, да речеме, забрането рекламирањето на храна во јавниот превоз. Во јавниот превоз, значи во метро, во автобуси, во возови, не можете вие да видите реклами за ултрапреработена или условно речено джанк, ѓубре храна. Пред 10 дена во Ланцет, во најценетото медицинско списание, се појави податоците од Чиле. Чиле е пионер во земја во која што фокусирани има политики на забрана за рекламирање на нездрава храна. Со оние, ги викаме, етикети на предната страна, кои што се warning signs, така наречени. Ако земете овие cereals за појадок, кои што ги има секаде во тие земји, да земете од Чиле и да земете од било која земја во светот, ќе видите дека се разликуваат. Значи, на неа не може да бидат налепени карактери кои што децата се поистоветуваат. Овие реклами не можат да се појавуваат. Значи, еден сет на мерки кои што покажа од воведувањето до денес дека веројатноста на децата кои што се родени и кои што растеле во време кога што има оваа регулатива и оние кои што растеле кога ја немала, дека веројатноста да бидат со зголемена телесна тежина и дебелина е значајно помала. Значи, овие генерации се со значајно помала зголемена телесна тежина и дебелина, растејќи во околина во која што тој тип на рекламирање и тој тип на достапност на храна ја нема. Така што ние имаме доволно докази дека таквите политики функционираат. Така рековме, кои се ставовите ве конкретно ваши за сето ова да се регулира можеби на еден подобар начин, да се изнајде некакво решение кое што би било добро за сите? Нашиот став е на линија на ставот на сите јавноздравствени професионалци, дека потребно е ова да се регулира, затоа што оставање на волја очигледно не функционира. Значи, регулативата би одела во насока во која што би се забранило значи, да се подобри околината во која што децата живеат. Еве сега гледаме дека имаме регулатива во однос на коцкарниците за отстранување. Не би навлегувал во тоа.
Во однос на исхраната имаме и друг тип на мерки кои што не би дозволиле децата да бидат во околината во околина во која што ги стимулира, едноставно нема друг избор. Доколку сакаат нешто да купат или да јадат нешто за тоа кратко време додека се тие слободни, на одмори, пред, по завршувањето на часовите, немаат голема можност. Значи, има начини како тоа, јас не би навлегувал сега во детали, меѓутоа има начини како тоа да се регулира. И дополнително, исхраната која што се служи кај децата. Сите наши процени покажуваат дека до трето одделение е окей, меѓутоа би било добро тоа да биде подолго време. Државата секако треба да издвои определени средства за тоа, затоа што најдобро е тоа да се субвенционира. Меѓутоа, и ако е комерцијално тоа, ако се остави само на комерцијално да се тој тип на исхрана да се конзумира, самите, ако се почитуваат определени стандарди кои што ние ги имаме за да им се дава тој тип на храна, значи да им се дава појадок, прва ужинка, ручек и втора ужинка на децата додека се во школа, а со процесот на подолго останување кој што гледам дека Министерството го промовира, тоа би било изводливо. Исто така еден од начините. Друго е кога ќе ги оставите сами да ја бираат, друго е кога ќе имаме определен стандард кој што ќе биде подолго време. И ќе се олесни на децата и на родителите. Апсолутно, да. Симона, би сакала да ни споделите каков е ставот на децата, бидејќи во целото ова истражување соработувавте и со децата, односно со училиштата, со наставниците и со родителите. Тоа е еден така круг кој што би требало да функционира од сите страни, за да имаме максимално добри резултати. И вие споделивте дека всушност сте задоволни од начинот на кој што сте соработувале. Ме интересира колку училишта беа вклучени, бидејќи ова беше истражување на ниво на цела Македонија и каков е ставот на децата? Во самото истражување беа вклучени 40 училишта. Во однос на ставот на учениците, мислам дека повеќе од 80% се согласуваат дека е потребно да имаат поздрави опции во училишната средина и го препознаваат това како проблем. Исто така голем дел од нив сметаат дека здравата храна. А што тие преземаат, ако го препознаваат како проблем? Носат храна од дома или се препуштаат да купат тоа што им е во околина? Истражувањето покажува дека децата кога немаат друг избор го купуваат она што им е најдостапно, што е највидливо и што најинтензивно се промовира. Тоа е она ултрапреработена храна која што спомнавме, едноставно тоа е ситуацијата во училиштата кај нас. Она што е интересно е дека ние во самата кампања соработуваме во моментов со 5 училишта, 2 од Скопје, едно од Куманово, Велес и Штип. Таму имаме училишни тимови кои што се сочинети од ученици, наставници и родители, со кои што соработувавме веќе изминатите месеци, имавме работилница заедно со експерти, со нутриционисти и сега тимовите работат на развивање на 5 различни активности кои што се надополнуваат меѓу себе. Дел од нив веќе ги спроведа, за кои што имавме комуникација во изминатиот период, ќе продолжат одредени активности во текот на летото и поинтензивно планираме повторно да комуницираме околу септември. Оно што можам да го кажам како мој впечаток од работилницата е дека се многу заинтересирани за оваа тема, сакаат да имаат можност да направат подобар избор и оно на кое што треба да се фокусираме е како да направиме средина каде што барем ќе го имаат тоа како опција. Имам едно интересно прашање, верувам дека ќе се согласите. Многу од родителите или генерално луѓето знаат да кажат ајде една грицка или едно сокче не е ништо страшно, така. Но кон што води сето тоа, едно денес, едно утре, претпоставувам дека тоа вака како пример сте го сретнале низ истражувањата. Да, не станува збор за тоа дали некој дете ќе изеде денес грицка или чипс, станува збор за нешто, за проблем. Станува проблем кога децата се постојано обкружени со тоа, секој ден во средината во која што поминуваат голем дел од денот во училиште. Треба да стремиме кон тоа училиштето да биде здрава средина и да потикнуваат здрави навики кои што ќе траат цел живот. За мене тука веќе ова преминува и представува проблем. Каква е улогата на родителите? Веројатно еден клучен фактор, затоа што она што ми се случува дома, нели родителите се пример за децата, како родителите се хранат, така ќе се хранат и децата, но потоа тоа се пренесува и во училиштата. И верувам дека имате ситуации кога се соочуваат родителите со некаква борба, ако тоа дома
се трудат да биде здравиот начин на исхрана и здрави оброци, ќе отиде во училиште и ќе се насекаде околу него имаме нездрави опции, односно ќе се препушти на она што мнозинството го прави. Родителите имаат огромна улога, но родителите не можат сами. Фактот дека треба да се работи на едукација, но исто така мора да бидеме свесни дека ниту од родителите, ниту од децата не можеме да очекуваме да се борат или да се нели да контролираат средина во која што она што е најдостапно, најинтензивно промовирано, најевтино е она што е нездраво. Значи тоа е навистина нефар. Така да соработката со родителите е клучна за нас и она што особено нарадува е дека од самиот почеток на кампањата забележавме огромен интерес и на социјалните мрежи и одлично беше прифатена од родителите, кои што го препознаваат ова како проблем и ние всушност понудивме неколку начини на кои што родителите можат да се вклучат. Првично во дискусии со училиштата има опција нели тоа да се стави на дневен ред на училишниот совет, на следен состанок да се искористи летниот период да се разговара со општини, значи доколку има интерес ние би сакале нели да го поттикнеме во насока на соработка и се надевам дека како што ќе продолжува кампањата понатаму ќе има и уште поголема вклученост во тој дел. Така е, доктор Игор, велиме во близина на училиштата децата имаат лесен пристап до засладени пијалоци, ултрапреработени производи, она што го споменавме и пред малку, богати со шеќер, со сол, со масти, со што уште не. Какво е реалното влијание по однос на здравието од внесот на ваков тип на производи? Значи, овој тип на производи, пак ќе речам, овде не заговараме комплетно избегнување на тој тип на производ. Супер е ако може да се комплетно да се избегнат и да не се консумираат. Меѓутоа свесни сме дека во секојдневниот живот, она што вие го спомнавте, може да се проба во некоја фреквенција еднаш неделно или еднаш на 2 недели да се пробаат и тој тип на производи. Имаме и различни пригоди во кои што немате друга опција освен таа. Значи не заговараме тој тип на комплетна абстиненција доколку е неизбежно да се консумираат. Меѓутоа, честото влијание, честото консумирање тој тип на производи, секојдневно, повеќе од 4-5 пати во текот на неделата, тоа е веќе проблематично и тоа станува образец на однесување. Со таков образец на однесување има доволно докази кои што покажуваат дека имаме зголемен ризик од појава на кардиоваскуларни болести, појава на зголемена телесна тежина и дебелина и определен вид на карцином. Значи, тој тип на исхрана ја викаме воспалителна. Го држи телото во континуирано воспаление пред се гастроинтестиналниот систем, а подоцна и другите органи од кои што заради ресорпцијата на нутриенсите од таа храна или нересорпцијата, ако сакате, на нутриенси кои што му се потребни на организмот. Значи, под влијание на таа храна ние избегнуваме да внесуваме друг тип на храна која што ќе ни помогне да ги внесеме пред се микронутриенсите, витамините и минералите, затоа што макронутриенсите имаме повеќе шанса да ги би рекол да ги калибрираме. Значи ќе ги внесеме од друг тип на храна и можеме, бидејќи нив ги внесуваме во поголема количина, можеме некако да компензираме. Не велам дека е оправдано да се прават тој тип на компензации, меѓутоа можеме да ги надополниме и од друг тип на условна здрава храна. Меѓутоа, микронутриенсите кои што ги внесуваме во мали количини, ако не внесуваме храна која што е нутритивно богата, односно внесуваме само калории, а нутритивно е сиромашна, тогаш можеме да придонесеме кон внесување на определен тип на дефицити. А нашата храна овдека која што во Македонија вообичаено традиционално се консумира, и ако ја внесуваме како образец на исхрана, голема е веројатност дека сите витамини и минерали кои што ни се потребни ќе ги внесеме во нашето тело, дури без потреба од некаква суплементација. Да, во дел од истражувањето се споменуваше дека ние како нација многу малку конзумираме, односно децата конзумираат овош и зеленчук, што како држава реално треба да бидеме среќни заради поднебјето и квалитетот на истото кое што го имаме. Од друга страна, децата уживаат најмногу во грицки. Што вие како медицинско лице? Точно тоа е парадоксот кој што сакаме да го промениме. Сега порано беше овошето и зеленчукот се насекаде и ефтини, сега не можеме тоа да го кажеме. Насекаде се, меѓутоа не се ефтини.
и евентуалното некој размислување во иднина, еве, кога би требало да размислуваат носителите на одлуки, може би требало да размислуваат на тој тип на субвенционирање на тој тип на храна, за да биде подостапна до сите. Да биде можеби еквивалент со оваа процесираната, Па тоа сакам да кажам, затоа што субвенциите во земјоделството и насекаде во светот кои што се достапни во Европска унија постојано има, па и во САД постојано има дилеми, разговори, консултации, кој тип на храна да се субвенционира, зошто да речеме, не знам, еден сендвич кој што се купува по продавница за брза храна и кој што нема овоше и зеленчук е поевтин отколку една салата. Субвенциите, прашање на субвенции е тука. Така што сите тие параметри покажуваат дека ние можеме да направиме нешто и можеме да се активираме во таа насока. Не велам дека тоа е едноставно, да не бидам погрешно разбран дека тоа може со еден акт да се смени, меѓутоа мора да се почне. Прво мора веројатно да се свати дека е сериозен проблем. Да, не можеме ние да бидеме пасивни. Она што се случува околу нас, зборувавме пред почетокот сега на разговоров, сега е време на светско првенство во фудбал. Погледнете ги рекламите таму, погледнете што се рекламира додека луѓето играат фудбал. Што е во фокусот на оние, а сите гледаме. И децата гледаат, и ние гледаме, и постарите од нас гледаат, кои што се исто така е наранлива популација. Ако погледнеме што се рекламира, можеме ние да речеме, па кога FIFA не може со тоа да се справи, во ред. Меѓутоа мора нешто да направиме. Не можеме да ги решиме сите проблеми, меѓутоа едно по едно прашање можеме да ставаме адакта и да видиме какви ќе бидат резултатите. Да, апсолутно. Долг е патот, но ако нешто се преземе, мора, мислам, малку по малку што се вели да се оди кон подобри решенија. Дали овој тип на храна која што ја зборуваме создава зависност кај децата? Па, видете, не сум сигурен дека сум сретнал доволно докази да ја наречеме зависност, меѓутоа создава навика која што можеме да ја наречеме определен тип на очекување дека во дел од денот би требало нешто од тој тип да се консумира. Веројатно не е тоа зависност, затоа што зависност е поврзана со неврофизиолошките механизми, да речеме пушењето е еден тип на зависност и уживањето на други дроги е еден тип на зависност, затоа што тие синапси, неврофизиолошки механизми се јасно е докажано дека се отвораат тој тип на хемикали или пушење ги држи тие синапси отворени, па можеме да зборуваме за зависност. Во делот на исхрана немаме доволен, може би има истражувања, јас немам доволно прочитано, кои што ќе покажат дека тој механизам се одржува. Меѓутоа, навиката исто така е еден вид на очекување, кој што ако симплифицирано го наречеме зависност, не води кон секојдневно или често, многу честа фреквенција на консумирање. Не би сакал тоа да го наречеме зависност, затоа што од зависноста поинаку се откажуваме. Не се доволни овој тип на активности. Меѓутоа, навиката е исто така доволно лоша, за да може да делуваме или мора да делуваме. Да. Една од видливите последици е дебелината и дел од истражувањата веќе ги споделивме, дека приближно секое трето дете на возраст од 7 до 9 години во Македонија живее со прекумерна тежина, односно со дебелина. Каде се пронаоѓа можеби вината тука на некој начин, во недоволна физичка активност или можеби во токму овој момент со прекумерно користење на ваков тип на исхрана? Дефиницијата за дебелината е зголемена количина на масни наслаги во нашето тело. И со години се форсираше тезата дека дебелината е вина, условно да наречам, на индивидуата. Лошо се хранам, повеќе внесувам, помалку трошам и тоа е резултат на дебелина. Ако гледаме во физички смисол, во равенка физичка, може би е тоа така. Меѓутоа, за жал, веќе е доволно јасно дека јавноздравствениот проблем на дебелината, значи не мојот, вашиот, на моето дете, на вашето дете индивидуален проблем, туку кога е јавноздравствен проблем, тоа е многу повеќе од eat less, move more дефиницијата.
Тоа е веќе напуштен принцип на гледање на проблемот на дебелината и она кое што треба да се делува, ова во моментов што се случува. Значи да се смени околината. Ние, нашите деца, живееме во така наречена обезогена околина, која што форсира таа форсира повеќе да јадиме, помалку да се движиме. Значи не е само индивидуата како индивидуа виновна, ние сите имаме дел од одговорноста за нашето здравје, па и за тоа како изгледаме. Меѓутоа, многу му е полесно или многу им е полесно на оние кои што живеат во околина што тоа не го стимулира, отколку во случајов на нашиве деца кои што живеат генерално во околина и додека се во училиште, кои што тоа го стимулира. Кај нас е некако нормализирано, така направено, дека се сведува дека е нормално, за жал. За жал. Да. Симона, какви се очекувањата еве од оваа кампања? Какви се ставовите можеби на институциите со кои што соработувате? Има ли, да речам, дали гледаат и тие позитивно, како што и вие гледате? Најпрво, како што спомнав, нашата примарна цел беше да се започне разговор околу оваа тема, да се зголеми свеста за тоа дека е потребно да се направат промени. И мислам дека со самиот почеток на кампањата и со тоа нели како беше примена во јавноста, дека го постигнавме тоа делумно и секако дека ќе продолжиме да разговараме на оваа тема. И понатаму, самото истражување и самата кампања се спроведуваат во соработка со двете министерства, со Министерството за образование и наука и Министерството за здравство, секако со Институтот за јавно здравје и мислам дека тоа е клучно за било каква промена понатаму да биде успешно спроведена. Само но како се нивниот глас? Дали сте на исто ниво, на иста бранова должина во размислувањата? Затоа што ние велиме можеме да имаме еден куп идеи, решенија и така натака, но на крајот некој друг одлучува. Ако тој што одлучува не размислува исто со нас, може би и залудно. Апсолутно, мислам и двете министерства кои што беа вклучени во истражувањето и во кампањата, секако дека има прво интерес во тоа кои се податоците. Ние претходно, како што кажа професорот, немавме точни податоци за тоа што се случува во училиштата. Сега ги имаме веќе доказите и сега веќе треба да размислуваме во насока на промена на политики, регулатива или зајакнување на веќе постоечките стандарди. Секако дека имаме соодветна соработка со институциите во тој дел. Но ова е прашање на многу засегнати страни. Значи ги спомнавме родителите, тука е бизнис секторот кој што е многу важно да се вклучи, така да стварно се надеваме дека ова ќе биде една можност да се отворат да се отвори дискусија, едноставно да заеднички да најдеме подобри решенија. И да се направат некакви позитивни промени. Игор, еве некаде сме можеби пред крајот, би сакал уште еднаш да се навратиме на проблемот со дебелината, затоа што велиме тоа е веќе општествен проблем кај нас. Значи ние растеме генерации кои што се соочуваат со таков проблем. Потоа тие генерации, односно млади деца, преминуваат во возрастни лица кои што го имаат тој проблем и живеат со тој проблем. И понатака веќе следуваат тие некои здравствени проблеми кои што можеби не се гледаат во рана возраст, но доаѓаат после 10, 20, 30 години. Веројатно дебелината веќе официјално се смета за болест. Но се менува свеста кај граѓаните, тоа е апсолутно, но колку сметате дека е тоа доволно или недоволно? Колку се свесни луѓето дека тоа навистина е заболување или болест која што понатака навистина води кон други сериозни заболувања и проблеми генерално со здравјето? Не, барем ние немаме направено истражување, можеби УНИЦЕФ имаат некои податоци во однос на тоа, во однос на перцепциите на возрастните во однос на зголемената телесна тежина и дебелината. Ние можеме од лични наши контакти да некако да разбереме дека се уште тоа е една нормализирана ситуација. Ви го спомнавте, тој збори можеби е вистински да се употреби во овој контекст. Меѓутоа мојата надеж е во младите. Морам искрен да бидам и во оваа популација со која што ние пробуваме да работиме, која што измеривме дека е прилично свесна за ризиците кои што ги носи зголемената телесна тежина и дебелината. Ние мора да се бориме и целата борба на Институтот за јавно здравје и на сите кои што се занимаваат со превентивниве гранки на медицината, би рекол, е да ја спречиме предвремената појава на определени болести.
Ние очекуваме дека во определен период од нашиот живот ќе се појават определени проблеми. Дали тоа ќе биде дебелина, дали ќе бидат кардиоваскуларни ризици, дали ќе бидат определени видови на други болести, тие ќе се појават, неминуно доаѓаат со годините. Меѓутоа, предвремената појава е многу голем ризик. Не е исто дете од 8 години да почне да живее со дебелина и нема исто да биде оптоварен неговиот кардиоваскуларен систем, неговиот коскено-скелетен систем, неговиот гастроинтестинален Се систем. страда во телото. Отколку ако тоа почне на некој 45, 6, 7 на 50 години, кога што ние учевме дека се појавува, не знам, дијабетот тип 2, во време кога јас учев медицина, сега тоа е многу поместено, многу порано. Сега, ако да се живее 60 години со тој ризик, да се живее 20 години со тој ризик, не е исто. Нашиот организам, едноставно, компензаторните механизми ќе попуштат многу порано. Така што предвремената појава на болестите е нашата главна борба. Ние немаме доволно добри податоци, односно лоши ни се податоците за предвремената смртност од незаразни болести. Ние можеме многу да работиме на подобрување на тој индикатор, а еден од начините е да промениме оваа околина на исхраната. Така. Јас, Слободно? ако може да дополнам, мислам дека се согласувам целосно со професорот. Мислам дека не недостига свесност во делот на тоа дека дебелината нели влија лошо врз нашето здравје или лошата исхрана. Мислам дека повеќе недостасува едукација во делот на тоа како средината влија врз изборите што ги правиме, како маркетингот влија врз што јадеме секој ден. Тоа го забележавме и во работата со децата, и во изминатите неколку месеци, и е нешто за кое што навистина треба многу повеќе да се зборува, затоа што нашата тенденција е овој проблем да го сведеме нели на индивидуалниот избор што го правиме. Мислиме дека доволно да кажеме јади здраво, без при тоа да се запрашаме дали воопшто постои таков избор. Ние со еден од тимовите кои што се дел од кампањата, конкретно тимот од Велес, работиме баш на креирање на такви peer-to-peer ги викаме нели работилници, односно работилници за соучениците од училиштето и од околните училишта, на кои што не зборуваат само за тоа што е здрава исхрана, затоа што они знаат дека треба да се јаде овош и зеленчук. Зборуваат за тоа како средината им влија на дали денес ќе изедат јаболко или ќе изедат нешто што е нездраво. Така да во тој дел мислам дека навистина зајакната едукација би била многу корисна. Еви некаде пред крајот, Симона, какви ќе бидат, односно веќе се во тек некакви активности по социјални мрежи, за кои што вие споделивте дека родителите и тоа како сакаат, имаат волја да се вклучат, па што ќе се случува овој летен период, бидејќи споменавме веќе од септември со стартот на новата школска година, кампањата ќе биде и поинтензивна. Но што до тогаш? Во текот на летниот период делот имовите ќе одржа средби со општините, со кои што ќе се дискутира за тоа како општините може да помогнат и да се вклучат во овој дел, затоа што имаат огромна улога. Односно, ова не го спомнавме, но има модели во кои што дел од општините финансираат или кофинансираат оброци во дел од училиштата, што е одличен модел и во недостаток на една таква национална програма за оброци за исхрана, е нешто што вреди нели да се спомна. Така да доколку има повеќе интерес и повеќе можности за сработка во тој дел би било одлично. Така да дел од тимовите во наредниот период ќе се фокусираат на такви активности, а од септември ќе продолжиме со социјални медиуми, ќе имаме дополнителни видеа кои што ги спремаат децата во меѓувреме. Еден од тимовите работи на информативни материјали произлезани токму од истражувањето, социјален експеримент работевме во меѓувреме, така да доста материјали не следуваат во Одлично. Тоа значи дека до крајот на годината веројатно ќе се видиме повторно, се со цел да видиме до каде е кампањата, но целта од друга страна пак на нашата емисија е нели да стигнат овие добри и корисни информации до што поголем број на луѓе, да се зголеми свесноста, затоа што вие велите да, свесни сме, но можеби и недоволно секогаш, да бидеме искрени, затоа што на тој агресивен маркетинг, како рековме, и ние возрастните потпаѓаме, а што е со децата кои што треба да ни ја градат да градат тука иднина и светло општество, ако можам така да кажам. Ви благодарам многу, разговорот беше одличен. Се надевам дека и гледачите, ако ништо друго, поднаучија или малку се подосвестија за некои работи, за штетното влијание и за околината, односно нутритивните средини на нашите деца, во какви нутритивни средини растат и се развиваат. Ви благодарам многу за разговорот утринава. Благодариме за покана.